Liga prvaka ide dalje i u nedjelju nam dolazi protivnik i utakmica koja za nas mnogo više znači nego prethodna. Ali ne smijemo ponoviti pogreške iz prošle utakmice. Moramo izvući pouku i to ispraviti u nedjelju, što neće biti nimalo lako. Vi koji mi poznajemo Dinamo Minsk prošle godine, smo sa njima igrali i to je i danas iznimno respektabilan naš protivnik koji je pratio Ligu prvaka, imao je priliku. Oni su do zadnjih 10 minuta bili u kontinuiranom vodstvu u Parizu i tek u završnici su izgubili. Dobili su Vardar kod kuće, nakon toga Thun vrlo uvjerljivo, naravno kod kuće su igrali i sad dolaze ovdje. Ta utakmica je važna utoliko što može bitno usmjeriti daljnji tok ove naše grupe, koja ste vidjeli sami je apsolutno najjača grupa u Ligi prvaka ove godine. Во недела не очекува еден многу битен натпревар, може би и најбитен во овој дел од сезоната. Играме со Динамо Минск, екипа која што го промени составот доста од прошлата година, донесоа доста нови играчи. Тука гледам нашата шанса, мислам дека не се толку доволно уиграни, бидејќи не се познаваат толку долго време, краток период се заедно. Ќе биде еден тежок натпревар, мислам дека ќе одлучи повторно одбраната, значи да се спречат тие брзи контри. На нас крилата ќе ни биде таа главна задача да испречиме Нинчевич и Рутенка во тие брзи против напади и да пробаме да дадеме што полесни голови, да им олесниме на бековите да имаат што помал терен. Ја поканувам публиката повторно да биде со нас во еден таков голем број, да ни дадат поддршка и секако да се надевам на крајот заедно сите ќе се радуваме.